Продолжете во правецот во кој се движите, им порачале високите европски гости на денешната средба на 8 независни пратеници на ВМРО ДПМН, кои ги поддржаа уставните измени произлезени од договорот од Преспа. Председателот на Комисијата за надворешна политика при Европскиот парламент Дейвид Мекалистер и европратеникот Кнут Флекенштајн со силна поддршка за процесот на помирување, бидејќи само така Македонија може да има евроатлантска иднина. Истите тие европски пратеници, поддржани од представникот на Европската унија во Македонија, господинот Самуил Жбогар, не охрабрија и ни дадоа насоки да продолжиме во правец во кој што се движиме. Сметам дека тоа за нас, како 8 независни пратеници од ВМРО ДПМН, има големо значење за нас и уште еднаш не охрабрува дека ние сме на вистинскиот правец и дека процесот кој што тече во државата во однос на процесот на интеграција, процесот на реформи и процесот на помирување е токму тој вистинскиот пат по кој што мора да се движи Република Македонија. Според Александрова, процесите за реформи, интеграција и помирување одат заедно, бидејќи еден без друг нема да дадат квалитетно решение кое е потребно за нашата држава. СДСМ денеска со став дека нема помирување доколку со него бидат опфатени и нарачателите и извршителите на инцидентите од 27 април. Истиот тој, Владимир Атанасовски, според јавно достапни информации во медиумите, е советник за безбедност на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Ова е уште една потврда дека треба да се направи разлика помеѓу оние кои свесно, со умисла организирале, нарачале и извршиле насилство од оние кои не извршиле насилство и биле заведени. Предлогот за закон за амнестија изготвен од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН ќе се најде на првиот состанок на подгрупата за помирување до крајот на оваа недела.